А редакцијата на вчерашни новости одлучи да ве отмори малку од редовните пресови со еден филм. Како ќе го направиме тоа кога емисијава трае 30 минути, не знам, ама да погледнеме. Добро вечер, драги гледачи. Значи, као сите по други што прават, што пуштаат фри филмови, ние решивме и пуштиме фри филм, али пошто немаме на што да го пуштиме, ми рекоа мене да ви раскажеме еден филм. И јас сега прво овој Вариола Вера ви го раскажам, али си викам што ќе ви го раскажем, ќе видиме многу надвор од тема. И затоа решив да ви го раскажем овој Армагедон, као си викаш. Па и што се дешава во филмот. Значи, овој главен татко и набављач, главен на бензинска пумпа. И се оваа му е керка и она нешто таму се вртка цело време, нели као дете тука на набављачот, цело време расте со тие, едниот ја сака од пумпа, а нешто се качка на таа имаат секс без да знае тука татко ги фаќа, му ика него ги ја скршам главата, овој бега нема везе, паралелно сака астероид удри од земја, леле паника, сите ќе умреме, става тука саат као ова сега што е со вирусов, готово ќе умреме сите. И што се деша, идат и викаат од сите овие што се најпаметни од светот, баш ти разбираш, Брус Вилис, ти си тој најпаметниот, зашто што си набављач на пумпа, ти разбираш што треба, што како, што ќе биде работа, ќе те качиме на астероидов, ќе ставиш бомба, ќе го распрснеме, не знам ти што. И овој вика, важи само тим да соберам, ги собира сите, го фаќа, овој му вика, слушај, ти само уште еднаш ако ова со керка ми ги ти ја скршам главата, овој му вика, не бежи ми се као татко те сакам, па ја по тебе работам, не ми збори вака, а удршнете ги зимаат таму, ги носат до НАСА и што се деша? Ги тренираат тука за 15 минути ги учат како се лета, не знам што се прави, и овој најпаметен вика, слушај, возило не чини као ова да е тамче некој, па сега ќе го преправиме, вадат цевки нови ставаат, па тука се забавлjaат, па има еден фраер што е најбоља, најше го сакам, тој што иде на стриптиз за љубов, стриптиз, мислам тој е најбољи у филмот, али нема везе. И тука што се деша, тука плачат, оваа се двојцо татко, паралелно со овој што имаше секс, тука му каже со ишаре те сакам, јас се гушкаат, па татко полунервозен као недозволен, не знам што, и се е момент летаат у вселена. И окей, летаат у вселена и летаат. И што се деша, слетуваат на едно место, се деша, страни умираат, тука едни, други, трети умираат, ама не ни е жал за нив, ме разбираш? Умираат тој дебелиот, зашто демек, ај дебелиот мора да умре у секој филм, мислам, глупости. И умираат еден куп луѓе, сега нема везе тие што стојат вржуваат за столче, а успеваат бомбите некако да ги стават и останаат, се деша срања, оваа доле гледа од монитори, само се лига и као класична оваква што се и дома и ништо друго не прави, само се лига и се прави паметна. И овие паралелно мора некој да остане да уклучи бомба да експлодира, а го спаса светот. И што се деша, овие вика, ја кидам, слушај, не може набављача пумпа да остане, мора ти да останеш држне да и влечат стапчиња нешто и нормално му се паѓа на дечко и за да има драма, така. И Брус Вилис гледа и му текнува тука, си ига, чекај, ја нема врска, та сум бил, та не сум бил набављач, овој пак ја цепе керка ми, што да прави, у 90 му се затвара лифтот, се спушта надоле со лифтот, се отвара лифтот, му мафта, му го затвара лифтот, овој плаче, се треска, мислиш татко му умира, мислам, што да ти кажам. Оваа доле седи се лигави и тука имаме 15 минути го гледаме и како се котрља едно дугме ја стисне, мислам, тешки глупости. А паралелно оваа збори со него, вика, тато ја појче те сакам, он може утре да е селјак, да ме тепа, нема која ме брани и така надам, се убија од плачење, значи жални слики, плаче, она плаче, овие падат, спеј шатолот, се враќаат назад, све слетуваат, овој меѓу време ја пука бомбата, оваа плаче, за 2 минути искача надвор, ги пречекува до овдека на церека на осмеана, фаќа се лапа со овој. И што ви каже тоа све, бе, дечки, и тука завршува филмот, сите срекни весели, овој со стриптизетата, све окей. И што ви каже тоа, бе, дечки? Што? Паничи, не паничи, ја не сум греота, жал ми е за старите. Ние за тоа ги чуваме нив и ние се пазиме, кој колку може, ама. Дај, маце, освестете се сега. Ради вас одека треба сега да раскажувам филмови. И тука завршува филмот. Тоа е. И сите субијат паче, си сполапаат тие што се сака, тие што се некад исто.